Добро вечер, централно издание на вестите, ова се настаните на денот. Се подготвува состанок Радев Силјановска во Хаг, на кој ќе присуствува и целиот врв на Европската Унија и НАТО. Ние сите треба да седнеме да ги слушнеме аргументите. Работи ли Брисел на деблокада на Македонија? I think there is definitely room where we can operate. Куќен притвор за дел од обвинетите за случајот онкологија. Пациентите со страф одат да се лекуваат од најтешката болест. И сите се плашат некако, сите се исплашени. Британската амбасада најави нова ера во односите Скопје-Лондон. Што добива Македонија од договорот со Обединетото кралство? Одлична можност за целата држава да се развива. Регулаторна предупредува. Одлуката на Уставниот суд може да го поскапи парното. Кажувам што ќе значи тоа во пракса. Во присуство на првите луѓе на Европската Унија и НАТО, како и представници на Соединетите Американски држави, кон крајот на јуни за време на самитот на Алијансата во Хаг се планира да се одржат директни разговори меѓу претседателите на Македонија и Бугарија Гурдана Селјановска-Давкова и Румен Радев. Ова беше кажано на денешната пресконференција на премиерот Мицкоски со високата представничка на Европската Унија Каја Калас, која е во посета на земјава. Јован Ѓорговски. Европската Унија работи на деблокада на македонскиот евроинтегративен пат. Иако не откри многу детали, шефицата на европската дипломатија Каја Калас прашана дали има механизми за Македонија да го продолжи патот кон членство, упати порака дека има простор за работа. На заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски во владата побара Македонија да продолжи по досегашниот курс, но и дека остануваат очекувањата земјава да ги направи потребните чекори во поглед на уставните измени. Според неа, за Македонија, како за Украина, нема план Б и го повтори ставот на претседателот на Европскиот совет дека фокусот на Брисел е реализација на досега договореното, а доколку тоа не успее, ќе се премине кон следната фаза. It is clear that we want North Macedonia to really move on this path, and so we know that there are obstacles on the way, and we were discussing those as well to find really mechanisms to overcome these obstacles. So, of course, Prime Minister can explain his ideas better, but I think there is definitely room where we can operate. I wouldn't go into details. If we move on, then of course we will let also the press know. We still have hope that the Plan A works, and we are working for this. And if not, then we will move into next phase. Yes. Премиерот Мицкоски пак официјалната посета на Калас на земја ја оцени како порака дека Унијата останува зад Македонија, која како што кажа е посветена на евроинтеграциите, бидејќи тоа е деценијска заложба на земјава. Откри дека на самитот на НАТО во Хаг ќе се случи средба на високо ниво од македонска и бугарска страна, каде очекува да се соочат меѓусебните аргументи. Кога ќе ги имаме сите аргументи на еден ваков билатерален состанок, тоа би било многу добро. Тоа би било многу добро да се слушне. На крајот од денот ние сите треба да седнеме и да ги слушнеме аргументите. Може би од таа страна ќе слушнеме некои аргументи кои што до сега не сме ги знаеле. Каде исчезна, да речеме, 200.000 македонци во западна Бугарија од 56 до 65. Не треба било кој да има дилема. Ние сакаме решение, но решение кој што ќе биде достоинствено и долготрајно. Се изморивме од континуирани блокади кои што се однесуваат на билатерални прашања. Дајте решение кој што ќе биде единствено, континуирано и оставете ние да си завршиме дома домашната задача, па да видиме кој ќе биде фронтранер, кој нема да биде, нека судат потоа сите оние. Високата представничка на Европската Унија во македонското МНР го отвори и првиот диалог меѓу Македонија и Унијата за одбрана, каде ја пофали досегашната целосно согласеност на земјава со надворешната и безбедносната политика на Брисел. За шефот на дипломатијата Муцунски, средбата отвара ново поглавје во односите меѓу Македонија и Европската Унија. Интеграцијата на нашиот регион во Европската Унија цврсто ќе ја заокружи европската безбедносна и одбрамбена архитектура. Затоа би сакал да нагласам дека Европската Унија треба да покаже решителност и одважност и да донесе храбри одлуки во насока на својата политика за проширување. Неактивноста на тој план може да овозможи други геополитички актери да се надпреваруваат за влијание во регионот, а тоа може да го поткопа кредибилитетот на Унијата и довербата во процесот на проширување. Калас посетата на земјава ја заврши на средба со министерот за одбрана Мисајловски, со кога ја посетија Балканската медицинска работна група, а попладнето имаше средба и со представници на младинските и студентските организации во земјава.
А за аналитичарите, последните пораки од Брисел охрабруваат. За Петар Арсовски, заради геополитичката ситуација, има притисок од Европската унија да се затвори овој регион. Според него, средбата во Хаг би била добар почеток, но за напредок е потребна политичка волја. Повеќе содржина во денешната порака на Калас од она што се очекуваше како некаква општа реафирмација на ставот на Кошта дека ЕУ стои зад Македонија, дека се потребно да се направат уставните измени. Сега веќе гледаме и некаква содржина во таа порака, односно дека ЕУ има некаков апетит да се вклучи малку поактивно во решавање на проблемот. Таа дури спомна дека се разговара за некакви механизми за деблокада без да открие кои се тие, но изгледа дека има некаков поголем или зголемен интерес за решавање на овој проблем од ЕУ, одошто само декларативна подршка за патот за евроинтеграциите на Македонија. Заедничка билатерална средба или мултилатерална во овој случај на маргините на самитот на НАТО во Хаг би била одличен почеток на разговорите. Но сепак тоа е само почеток. Бидејќи толку се диаметрално различни позициите на двете страни, толку изгледаат вкопани во своите ровови, треба да има промена на политичката волја за да има суштински напредок. Но појавувањето на ваква средба е добар сигнал дека двете страни се подготвени да наоѓаат решение на проблемот, што со самото тоа значи дека може би двете страни индицираат некаква подготвеност за компромис, особено под покровителство на ЕУ и САД. Во очекување на тоа дали Бугарија ќе ја прифати средбата или ќе остане на својот тврд став, сметам дека е тоа добар сигнал за почеток на некаков напор за одблокирање на тие процеси. Има еден притисок од Европската унија заради геостратешките притисците, сака да го затвори овој регион што е можно побрзо. Македонија се уште има време да се качи на возот на кој се Албанија и Црна Гора, но тоа време брзо изминува. Мислам дека е последен напор да не стават во таа група, да не останеме во групата на Косово, Босна и Србија. Не сум сигурен дека ова сценарио за кое зборува нашите власти до сега, а тоа е гласање на уставните измени со одложено дејство, дека е баш тој вин-вин кој Бугарија би го прифатила, но секако желбата за разговор покажува дека има можеби некаков прозорец на можности за креативни идеи кои може да се појават на тие состаноци. Платформата на граѓански организации за борба против корупција реагира на како што велат нетранспарентноста на процесот на преговарање за договорот меѓу владата на Македонија и владата на Обединетото кралство во врска со партнерство за реализација на инфраструктурни проекти. Ова е веќе втор договор од ваков тип и исто како и договорот со Република Унгарија се подпишува без претходно и навремено јавноста да биде информирана за деталите и условите кои се прифаќаат, велат од платформата. Бараат од владата да ги објавува во јавноста деталите од ваквите договори пред подпишувањето на договорите, а не откако тие ќе се подпишат и условите во нив веќе ќе бидат прифатени. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд им определи мерка куќен притвор на поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев и на организацијскиот директор Нехат Нухи. Остануваат и претходно изречените мерки за предпазливост. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на Основното јавно обвинителство Скопје за определување мерки за обезбедување присуство против две лица, доставен до судот заедно со обвинителен акт за предметот во јавноста познат како онкологија, по одржана седница во присуство на странките, донесе решенија со кои против обвинетите НВ и НН се определува мерка куќен притвор, а воедно останува во сила претходно определената мерка за предпазливост, одземање на патна исправа и забрана за издавање нова, заради постоење на опасност од бегство, информира од Кривичниот суд. Од клиниката за онкологија апелираат пациентите да не ја губат довербата и без страв да го продолжат лекувањето. Сепак, пациенти за Канал 5 сведочат дека со страв одат на онкологија. Сања Трајковска, Ставров. Збунети и со страв одиме на преглед на онкологија, па во ходниците додека чекаме пред ординациите, помеѓу себе се тешиме. Вака пациентка која сака да остане анонимна раскажува за тоа како се чувствуваат болните од канцер кои се лекуваат на онкологија, откако обвинителството кажа дека со медицинските истории е утврдено дека таму имало проневери со терапии и несовесно лекување. Некои се убедени дека и во нивната документација има докази за тоа. Не знам дали мојата историја се нашла таму, дали е земена, меѓутоа секако дека мојата историја е доказ кој што може да покаже за несоодветно лекување
во мојот случај, со сите можни докази. И секој лекар кој што ја има видено историјата и резултатите го има тоа потврдено, дека имаше многу нерегуларности во однос на лекувањето и заради тоа и самото лекување дојде до влошување на ситуацијата. Никако нема доверба. Значи, цело време се дискутира додека се чека за терапија, дека нема доверба и сите се плашат некако, сите се исплашени. Пациентите в понеделник ќе бараат од обвинителството да им ги каже со име и презиме оние кај кои е утврдено дека биле несовесно третирани. Од Сдруженијето Хема Унко бараат државата да им се извини на пациентите и да ги обештети. За нас како пациенти е најважно пред се да се исконтактираат лицата кои што се најдени и се детектирани како несовесно лекувани, без разлика дали станува збор за постоечки пациенти или за веќе починати пациенти, да се најде начин како на овие луѓе да им се искомпензира, оваа држава да се извини дека дозволила да биде некој третиран. Во меѓувреме од онкологија апелираат за смиреност и доверба во персоналот, кој како што посочуваат оттаму, макотрпно работи. По немилиот настан се воведоа драстични промени во работата си со цел стандардизирање на третманот на пациентите, со воведување на редовни онколошки конзилиуми на кои се одлучува за третманот на пациентите во согласност со современите протоколи. Во однос на малиот број на терапии кои деновиве не се достапни, раководството вели дека виновен е добавувачот и бирократските процедури. Оттаму уверуваат дека за најкус рок проблемот ќе се реши. Вчера за прв пат во Македонија беше потврден случај на мајмунски сипаници и тоа кај 2 лица. И покрај тоа што најчесто оваа болест поминува без посебна терапија, лекарите велат дека се можни компликации кај лицата со намален имунитет. Одржувањето на лична хигиена и секако избегнување контакт со заразено лице е најдобар начин да се заштитиме од заразата. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Мажи на возраст од 40 и 45 години се двајцата пациенти кај кои вчера беа потврдени мајмунски сипаници, потврди денеска директорката на Институтот за јавно здравје. Пациентите, иако во ист ден побарале лекарска помош, не се познаваат меѓу себе. Едниот од пациентите е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје, а другиот се уште не е хоспитализиран. Дел од примероците од нивните анализи се испратени во Холандија за подетално испитување. Станува збор за неповрзани случаи. Не патувале негде. Во подготовка сме како институт со Оделот за епидемиологија за изготвување на протокол за постапување на здравствените работници, тоа здравствените лица, обучени лица, доктори од оделението за епидемиологија при институтот веднаш пристапија кон епидемиолошки анкети. Заменик министерот за здравство Јовица Андовски апелира до граѓаните да не се шири паника. Нагласува дека иако ова заболување за прв пат е забележано во Македонија, сепак не е ново и веќе има протокол за лекувањето. Направена била и епидемиолошка анкета, при што веќе се познати и блискиот круг на луѓе со кои овие пациенти биле во контакт. Веднаш се пристапи кон координација со институциите и епидемиолошка анкета на потврдените 2 случаи. Овие сипаници представуваат вирусно заболување, чии вообичаени симптоми се осипна кожа, треска, главоболка, болки во мускули, грб, како и општа слабост и отечење лимфни јазни. Се пренесува преку близок контакт со заболен, со контаминирани материјали или со заразени животни, а вирусот се третира симптоматски. Директорот на инфективна клиника пак вели дека пациентот кој се наоѓа на клиниката е во добра општа состојба, а за мајмунските сипаници вели дека нема конкретен лек, туку користат антивирусна терапија. Пред малку јас го посетив пациентот, така што пациентот е во одлична здравствена состојба. Специфична терапија за ова болест нема, не кај нас, туку никаде во светот. Има некои вирусни лекови кои се дават кај тешки облици на мајмунска сипаница, тоест кај пациенти кои се имунокомпрометирани. Во конкретниот случај зборуваме за пациент кој е имунокомпетентен.
Попладнево ќе заседава Комисијата за заразни болести, но конкретни мерки не се предвидуваат. Епидемиологот Драган Кочински на пресконференцијата нагласи дека вакцината за мали сипаници не штити од мајмунските сипаници, но додаде дека во споредба со коронавирусот за ширење на мајмунските сипаници потребно е долг заеднички контакт или делење на иста постела. Предвидено е конечно да се обнови железничката станица во Скопје. Порано таа беше гордост на градот и државата, а денес е во очајна состојба. Поразителните слики ни ги пренесува Јорданчо Цветановски. Железничката станица во Скопје е еден од најважните објекти во земјава кој се истакнува со својата уникатност. Изграден во минатиот век, представувал главен транзитен центар за жителите на земјата и регионот. Темелите лично ги удрил јапонскиот архитект и урбанист Кензо Танге на почетокот на 70-тите години. Свеченото отворање на железничката станица, кое се случило во 1981 година, било празник за државата. Присуствувале голем број луѓе и со аплауз го пречекале првиот воз кој почнал да се обраќа. А после повеќе од 4 децении железничката станица е фрлена на колена. Во чекалните, за разлика од пред 10 години, последните има се и помалку патници, а внатрешноста на станицата е приказна за себе. Несредени тавани, обесени кабли кои даваат чувство како да сте во напуштен замок. Згора на се силен мирис на урина остава непријатно чувство. Откако замина еден воз, станицата буквално остана празна, а тишината од време на време ја прекинуваше црцорот на птиците. Пред 150 години од Скопје до Солун се патувало со воз, а денеска нема ниту еден меѓународен воз кон Скопје. На железничката станица во минатото имало многу луѓе и возови, а сега со години не е така. Сепак со најавите за обнова на железничкиот сообраќај постои надеж дека на пероните во иднина ќе гледаме и повеќе патници и повеќе возови. Од железници велат дека сликата за станицата многу брзо ќе биде променета. Уште летово ќе се направи проект за нејзина реконструкција. Се планира обнова на пругите и враќање во функција на железничките линии кои со години не функционираат. Директорот на Македонски железници и инфраструктура Синиши Евановски очекува изградбата да започне за 9 месеци, а да заврши за 5 години, пошто Македонија ќе има 2 колосека брза железница. Со подпишувањето на економскиот договор со Велика Британија, предвидено е брзата железничка врска по коридорот 10 да биде една од главните цели во иднина. А регулаторна предупредува дека одлуката на Уставниот суд ќе овозможи полесно исклучување на граѓаните од парно грејење, а тоа ќе влијае врз цената за останатите корисници. Дополнително тоа ќе значи и оптоварување на електричната мрежа. Зошто? Дознаваме од прилогот на Маја Стојановска. Откако Уставен суд укина неколку членови од правилата за снабдување со топлинска енергија, со кои на граѓаните им се олеснува исклучувањето од системот на парно грејење, првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски алармира дека тоа може да доведе до нагло исклучување на повеќе корисници, а со тоа зголемување на цената на услугата. Дополнително, тој објаснува дека доколку оние кои евентуално би се префрлиле од парно на грејење на струја, би можело да се случи преоптеретување на дистрибутивниот систем во Скопје. Дистрибутивниот систем во градот Скопје е проектиран со трафостаници и со мрежа со послаб капацитет тамо каде што има организиран систем за топлинска енергија. Апсолутно ние како регулаторна комисија за енергетика ќе ја почитуваме одлуката на Уставниот суд, но кажувам што ќе значи тоа во пракса. Во однос на барањето на регулаторната комисија за енергетика, броилата да се читаат на месечно ниво, а по пресметките на електродистрибуција дека тоа би чинало 10 милиони евра вложување во опрема и кадар. Бислимовски информираше дека во периодов ќе се промовира концептот на самоотчитување, зашто ќе биде изготвен и вебсајт за поедноставно внесување на податоците, како и на инвестирање во смарт броила. Дополнително се размислува и во сметките да биде наведено дали пресметката доаѓа од прочитано броило или паушално. Наместо тие 10 милиони евра кои што ги кажа Евана да се потрошат за да може еднаш месечно да се отчитува, тие 10 милиони евра да се искористат дополнително покрај планираните средства кои што ги има Евана за набавка на броила, да се искористат за набавка на броила со кои што ќе се така наречени паметни броила кои што ќе овозможат апсолутно
да се регистрира состојбата исклучиво само за тековниот месец. Инаку од вчера во Службен весник беше објавен новиот закон за енергетика, од кој за околу 1800 носители за вршење на енергетски дејности произлезе обврска во рок од 30 дена да поднесат барање за промена на лиценците. Бислимовски апелира тоа да го сторат во дадениот рок, бидејќи во спротивно нивните лиценци ќе престанат. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска со свечености ја одбележа 76 годишнината од основањето, а се прослави патрониот празник, денот на Светите Кирил и Методи 24 мај. Здравко Димитров ни ги пренесува пораките. УКИМ е потсетник на долга и вредна историја и напредок на општествениот развој на нашата држава, порача ректорката Билјана Ангелова во својот говор на одбележувањето на 76 годишнината од постоењето на најстариот и најголем универзитет во земјата. Таа истакна дека од само неколку факултети војат од 949 година. Денес УКИМ брои 23 факултети, 5 научни институти и над 200.000 дипломирани студенти, магистри и доктори на наука. Нашиот универзитет, основан веднаш по Втората светска војна, во време на обнова, визија и градење на нови институции, представува првиот универзитет на македонски јазик, првиот државен и државотворен универзитет во нашата земја. Со тоа, не само што започна ерата на високото образование кај нас, туку се постави темелот на современата научна и интелектуална мисла. Министерката за образование и наука Весна Јаневска повтори дека целта на владата е универзитетот да се подобрува. Таа потсети дека буџетот за образование е речиси двојно поголем, но посочи и дека веќе се работи на нов закон за научно-истражувачка дејност. УКИМ и оваа година не се најде на шангајската листа на најдобри универзитети во светот. Цел на сите нас е овој универзитет и натаму да се јакне и да се вброи на листата на 1000 најдобри светски универзитети. Работиме на нов закон за научно-истражувачка дејност, на закон за иновацијска дејност и сите други пропратни кои ќе го подобрат квалитетот на образованието. Буџетот за наука е речиси двојно зголемен, минатогодишните 360 милиони денари, годинава се зголемени на 680 милиони денари и веќе објавивме 3 повици за распределба на средства за научно-истражувачки проекти. За најдобро дипломираните студенти во рамките на универзитетот за претходната академска година беа доделени награди. Од страна на председателот на Универзитетското студентско собрание, Александар Николовски, беше упатена порака до Министерката и Ректорската управа да не се дозволи студентите да станат дел од статистиката на млади кои заминуваат. Во Македонскиот народен театар предмалку почна свечената академија по повод одбележувањето на 120 години од Националниот ден на власите. Таму е нашата Маја Стојановска. Маја, што представува овој ден за власите и дали беа веќе испратени некои пораки? Така Бубе, како што кажи и ти, годинава, односно денеска се одбележуваат 120 години од официјалното признавање на власите како посебен народ. На денешниот ден, односно на 23 мај, тие официјално за прв пат се здобиле со правото да се образуваат на својот мајчин јазик, низ црквите, литургиите да ги слушаат на својот јазик и исто така да издаваат и литература на својот мајчин влашки јазик, а со тоа им биле обезбедени и загарантирани сите основни човекови права. Па така денеска по тој повод традиционално влашката заедница во Македонија овде во МНТ организира свечена литургија. Таа би требало веќе да биде започната со официјални говори од премиерот Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министар за односи меѓу заедниците Иван Стоилкови, како и од председателот на организациониот одбор Стерио Папули. Тој пред самиот почеток на настанот овде даде една куса изјава за медиумите, испраќајќи ја својата порака од овде, па предлагам да го слушнеме. 120 години оваа година прославуваме од овој светол ден. Пораката наша е јасна. Сакаме што повеќе луѓе да слушнат за влашката заедница, како ние се развиваме, како го одбележуваме овој ден. И навистина ќе ни биде драго да имаме што повеќе гости и во иднина нашите евенти или нашите случувања како овој до сега да биде така од една поголема важност и луѓето едноставно да разберат што представуваат властите за Република Македонија.
Така меѓу многобројните присутни гости овде може да се забележи и присуството на гости од релевантни државни институции, потоа представници на меѓународните и невладините организации, професори и многу други, освен оние официјални говори кои што ги најавив пред малку. За овде исто така е предвидена и богата културно-уметничка програма. Ние секако остануваме овде да ги проследиме говорите. Студио. Маја, ти благодарам за ова вклучување во вестите во 18 часот. Јана Јосифовска со своите гости во Само вистина во следните минути дискутираат меѓу другото и за денешните актуелности. Во продолжение на Канал 5. Останете со нас.